Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и уметничкото наследство. Моќните цивилизации оставиле на овој простор неизбришливи траги. Зданија што се вишат кон небото, градби што сраснале со македонската почва, блескави звезди од книжната галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишала лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга за творечкиот самопрегор на една земја. Ова се дострелите на незиниот народ. Ова е македонската енциклопедија. Откако постои уметноста, човекот е нејзина средишна тема. Во македонските уметнички ризници тоа го потврдува секој пример на уметничко живење. Во уметничкото обликување на човечката фигура се содржани дејствителноста и копнежот на човекот творец. Во неа се отелотворени размислите за светот и стремежот кон убавината. Од век во век, македонскиот уметник во моделирањето на човечкиот лик бил и реалист и мечтател. Кога Ширум ги отворил очите, еден таков гений пред повеќе од 7000 летија и го поставил прашањето за смислата на постојањето, оваа силна мисла двигател ја обликувал. Пред нас е големата мајка, доброчинителка на живите и заштитничка на мртвите. Таа, извишувајќи се над куќата врз која заштитнички ги положила рацете, е покровител на семејниот живот. Бременоста и нагласените гради ја символизираат општата плодност и обновата на човечкиот род. Страотниот поглед ги гони силите на злото, кои можат да го загрозат домот и да го згаснат животот. Конечно, големата мајка е убавица, стројна и украсена. Идеал што ги задоволувал и најпробирливите очи на преисториските жители од Македонија. Во време кога високите антички култури пуштиле длабоки корени врз македонска почва, скулптурата се покажала како најпогодна за подражение на човечката фигура. Со неа се изразуваат основните идеи што го преокупирале древниот мислител, што се стремел кон совршено моделирани целини. Делата на антиката се углед за артизам на совршенството, артизам на хармонија, врамнотеженост и идеално пропорционирање. Култот на наслада и длабока мистична обземеност, култот на Дионис, ни го оставил минијатурното ремек дело од 6. век на Старата ера, Тетовската Менада. Што значи Менадата во античкиот свет на богопочит? Менадите биле свештенички на богот на виното и патрон на театарот Дионис. Тие, за време на Дионизиите, диво танцувајки, му давале оргијастичен карактер на празнувањето и го обновувале споменот на така наречениот Златен век, време кога владеела целосна согласност меѓу човекот и природата, без морални стеги и ограничување на задоволствата. Тетовската Менада од 6. век од Старата ера е едно од најзначајните археолошки откритија и еден од најубавите примери на баханалка во европски рамки. Распусни и секогаш шеговици, подготвени за песна и дива забава, тоа се придружниците на Менадите и Дионис, сатирите. Бронзените ликови од стоби зрачат со убавина на овие митски суштества.
Разбушавената коса, силните движења и напрегнатоста на телото, пропорционирано според каноните на идеална убавина, не оставаат сомнение дека пред нас е дело на антички гении. Еве уште еден весел придружник на богот Дионис, мешлестиот Силен, учител на Дионис, митски лик, поврзан со многобројни случаи што обидуваат со ведрина. Зенитен дострел на античките мајстори е маѓепсната глава на едно загатливо со идентитет божество. Научниците го изедначуваат со Артемида и со феминизиран Дионис. Го датираат меѓу 4. век од Старата ера и почетокот од Новата ера, но сите се воедно согласни. Станува збор за ремек дело на антиката. Античкиот идеал во изработката на скулптурата не можел да најде свое место во христијанската уметност, а посебно во онаа што се развивала на истокот. Новиот светоглед бил непријателски настроен кон естетиката на представите на паганските божества. Наместо восхитувачка скулптура, која ги обединува моралното и физичкото совршенство, се јавува интерес за антропоцентрична уметност, во која христијанската духовност ќе избие на преден план. Традицијата на скулптурирање речиси наполно замира и уметноста на новата владеачка религија, христијанството, се завртува кон нови изразни можности, што ги даваат мозаикот, иконата и живописот. Преобразбите што се случуваат во христијанската уметност на исток се големи. Лицето не е индивидуализирано, туку типизирано. Ликовите се со потенцирана духовност и речиси наполно безтелесни, далеку од земниот и близу до небесниот идеал на убавина. Разбирливо што во такви околности интересот за сетилно-пластичниот јазик на скулптурата исчезнал. Меѓутоа, опасноста да не се вовлечат пагански идоли во една спиритуална уметност висела над источното православие како Дамоклов меч. Спорот околу почитувањето на светите представи, без оглед на формата, познат како иконоклазма, прераснал од теолошки во важен државен конфликт, од кој се треселе темелите на империјата. Во горештата борба, која се провлекувала низ годините на 8. и 9. век, страдале луѓе, но пред се уметнички дела. Како предмети на идолопоклонство се уништени многубројни ремек дела. Иконокластичките борби завршиле. Уметноста на истокот зела замав, но пластиката и натаму им била туѓа на уметниците. Па сепак, во одделни земји се јавуваат креации што стојат на самиот врв на средновековната христијанска скулптура. Свети Климент Охридски е таква симфонија испишана во дрво. Таа е дело на мајстор кој можел да длаби исто толку успешно по порталите на романичките катедрали во Европа. Но
Најверојатно станува збор за мајстор кој ликовно се образувал тука, на наше поднебје, и тука ја издлабил најзначајната портретна скулптура за истокот. Импресивната фигура на Свети Климент е вистинско негирање на византиските традиции. Таа е исто, како и многу копаничарски дела, плод на местните словенски разбирања, независни и слободни, поблизу до народниот дух, отколку до константинополската сува схоластика при моделирањето. Сепак, мајсторот на скулптурата на Свети Климент Охридски бил осамен. Неговиот потват е гигантски. Тој е врв кон кој не посегнал ниту еден друг мајстор. Длабоката мисловност на средновековното сликарство не му оставала простор на уметникот за слободна игра во скулптурата. Тој создавал уметност за образувани единки, та затоа морал да биде и способен мајстор и солиден теолог. Уметничкото дело морало да биде и убаво, во согласо со владеачката естетика и богоугодно. Источно православната уметност станала рамнинска. Дури и релјефот, каков што е случајот на сребрените и позлатени опкови на иконите од прочената Охридска колекција, ја обесплотнува формата, создава силуети. На опковот речиси се дематериализира и се впростува. Леснотијата на движењето им отстапува место на канонично востановени пози на светителите. Опковите стануваат галерии на минијатурни композиции во кои се надзира реалниот свет. Надводелната композиција Благовештение на иконата Света Богородица од почетокот на 12 век. На опковите се следат старозаветни и новозаветни актери. Марија и Свети Јован Крстител мошне живо се насочуваат кон Христос, покажувајќи со подадени раце на оној што за себе вели «Јас сум пат». Небесна сторија моделирана во метал. Старозаветните пророци биле омилени ликови за мајсторите на опковите. Захарија, еден од така наречените мали пророци, е голем проповедник на моралната обнова. Во средиштето на Самуиловото царство, сосема сигурно духот на славомакедонскиот владетел се уште ги бодрел душите на охриѓаните, кога мајсторот го вајал на оваа икона неговиот лик. Тука е слуга на храмот, во историјата е владетел на земјата македонска. На опковите на две охридски икони, Света Богородица Душеспасителка и Исус Душеспасител, и обете настанати во 14 век во некое царско ателје, моделирањето на фигурите посочува на некои необично талентирани мајстори, кои ја владееле техниката на специфичен третман на човечката фигура. Биле вонредно добри цртачи и познавачи на античките ликовни традиции. Металот се изобличил за да се вообличат старозаветните ликови на Арон, Гедеон, Езекија, Даниел и Авакум. До појасните фигури на пророците се зрачечки портрети, библиски актери, произлезени од една христоцентрична уметност,
но со убавина својствена на идеално моделираните пагански божества. Мајсторот бил поет кога ги испишувал овие зрачечки лица, во кои има сила и плотна свежост, но тоа се лица кои се далеку од минливото и менливото. Идејата на уметникот да создаде отелотворение на една вечна и небесна убавина зрачи од скаменетите портрети на старозаветните пророци. Слично е приказната што се чита од опковот на иконата Исус Душеспасител. Евангелистите и апостолите Христови, Петар, Јован Богослов, Марко, Андреа, Павел и Матеа се предадени со препознатливи знаменија. Металот испуштил музика на тешки и мистични звуци, кои исто како и актерите на Евангелието, мислите ги насочуваат кон небесата. Тука е постигната безпрекорна хармонија на убавата појава и совршената идеја, која предизвикува наслада за очите и исполнение на душата. Меките материјали, како што е дрвото, дозволуваат топла моделировка. Македонските резбари го ползувале дрвото за да го доловат сентиментот на словенската душа и да го предадат бласфемичниот трепет на телото. Македонската резба веројатно е најубавиот славоспев на човечката убавина, создаден на Балканот од некој народ. Еве што вели нашиот историчар на уметноста Димитар Ќорнаков за третманот на човечката фигура од македонските резбари. Многу е мал бројот на скулптури, поточно на човечки фигури застапени во црковната уметност кај нас и пошироко. Уште во далечниот среден век човечката фигура била застапена на манастирските црковни двери и тие биле богато украсувани. За време на Византија црковните врати биле толку прекрасно украсувани што тие всушност представувале право ремек дело во уметноста. Вратата имала символично значење. Јас сум врата и кој ќе влезе преку мене ќе се спаси. Или еве е вратата на Господа, праведните ќе влезат преку неа. До денешни дни сочувани се неколку врати на Балканот. Во манастирот Олимпиотис во Еласона, Тесалија, од 1296 година, во манастирот Мавриотиса во Костур, на мал град на Преспа, црквата Свети Никола Болнички од 14 век, во црквата Света Богородица при Влептос во Охрид, во Рилскиот манастир, на Кипар, во Епир, Румунија и така натаму. Во наредните векови, особено во 15 и 16 век, нашите резбари ќе создадат врвни уметнички дела
со доминација на човечката фигура. Тоа се еднокрилната и двокрилната врата од манастирот Слепче, Демир Хисарско, и двокрилната врата од манастирот Тресковец кај Прилеп. Ако некому треба да припадне славата за употребата на човечката фигура во нашата црковна уметност, вдлабена во резба, тоа секако го заслужуваат мијачките резбари, кои за себе ги оставија не само светогорските мајстори резбари, туку и епирските, тревненските, самоковските и банските резбари. Човечката фигура господари. Таа е алфа и омега на иконостасите на мијачките мајстори. Библиските композиции се препознатливи, но учесниците му припаѓаат на еден друг свет, македонскиот. Ликовите со своите стави и носии како да се преселиле од некое село од река. На тој начин, резбата од мијачките мајстори станува темелен регистратор на обичаите на еден народ. На иконостасот од Бигорскиот манастир Свети Јован, библиските истории се просто дел од секојдневниот живот на тамошниот човек. Иродовата гозба е слика на селска свеченост со подробна обработка на трпезата. Во танцот на Салома е овековечена местна свадба, која со минуциозните детализирања восхитува. Тапанот, зурлата, извивањето на моминското тело во гиздава носија живееле со години во мијачките села. И денес поезијата на дрвото напоменува на галичката свадба. Меѓу овие луѓе, некогашните мајстори грижливо ги впивале изразите на танчарите и свирачите. Ја нотирале секоја подробност на раскошната носија и облиците на инструментите. Уште на две композиции од монументалниот иконостас можеме да препознаеме дел од историјата на мијачкиот крај. Во најдраматичната сцена што воопшто е создадена од некој резбар, сечањето на главата на Свети Јован Крстител, веројатно се крие сликата на не помалку драматичните историски превирања во река, катадневни зулуми и тиранија на арнаутските банди и башибузукот. Населението било принудено да се сели од планинските предели на река, да бега, исто како што тоа го чини во оваа композиција Марија со малиот Исус. Ако овие две сцени се историска алегорија на живата историја од минатиот век, тогаш сцените со рајот и првиот грев се алегорија на моралот. Младата и кршна става на Ева оддава жена која драматично го доживува губењето на рајот. Одново, преку една исконска библиска драма, копаничарот актуализира еден конкретен проблем, веројатно изгонот на мијаците од родниот крај и нивно распрснување по Балканот. Во духот на времето, кога народот на Македонија не е веќе дел од онаа безлична маса, раја, кога ја гради свеста за себе, мајсторите на копаницата длабат групни автопортрети. Еве ги
резбарите од тајфата на Петре Филиповиќ Гарката, недостојно представени на олтарот. Тие се вмешани среде библиските актери, слично на гениалните умови од Ренесансата, кои себе си се сликале во религиозните композиции. И токму овие портрети на копаничарите се николци на современата македонска реалистичка скулптура. Да ги запомниме како предвесници, бидејќи нивните ликови, како резбари и строители, биле издлабени на многу места по целиот Балкан. Како твореле копаничарите? Како идеалисти, за да предадат една небесна идеја за спасението. Како реалисти, за да му ја доближат на својот народ таа идеја, земајки модели од нашето поднебје. Како експресионисти, за да ги предадат словенскиот сентимент и разбрануваната душа. Нивната уметност е синтеза на длабоко религиозни чувства и задоволување на една потреба за земна убавина. Мијачките мајстори не воведуваат во еден маѓепсен земен свет, озарен со небесна светлина. Големата страница да се создава уметност во слава на убавината на човекот наспроти црковните забрани била испишана. Модерните времиња не ги признаваат стегите на заповедта. Не прави идоли, леени или делкани. Сепак и денес не остава рамнодушни лирскиот трепет на дрвото и силниот блесок на металните ликови. Тие и натаму се свидетелство за една жива и долгостолетна традиција на богата уметност, провокативна со формата, возвишена со идејата и импресивна со убавината.